Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со уште една трета порта. Секоја среда во 19:15 за вас ги презентираме најинтересните колумни, коментари и анализи објавени на интернет просторот. Посетата на Собрата Рој на Скопје и лотаријата за вработување на јавниот сервис се две теми за кои подготвивме најмногу материјали. Но во ово издание на трета порта за прв пат излегуваме од домашните рамки и презентираме регионални и светски колумни, меѓу кои на Томас Фридман од Нью Йорк Таймс. Почнуваме со редовната колумна на главниот и одговорен уредник на вестникот Вест Горан Михајловски, во која се обработува посетата на Собрата Рој на Скопје. Најголемиот дел од колумната на Михајловски е посветен на оваа тема. Па така Михајловски колумната ја насловува со прекрасна публика. Поентата на Михајловски е низ еден сатиричен и ироничен начин да предложи владата да направи регулаторно тело кој ќе ги исполни поентите од говорот на Собрата Рој. Пред се тука се мисли на поентите на Рој за формирање на идеално семејство, за формирање на граѓани од прв и втор ред и на тие и поентите на тие од граѓани од втор ред според Собрата Рој, на кои би требало да им се одземе и правото на глас со измена на македонскиот устав. Поентата на Михајловски е следната. Занесен од филозофирање за мирот и охрабрен од аплаузите на македонската влада, Собрата даде неколку прекрасни идеи кои не би им текнале дури ни на Владко Ѓорчев или Јадимовски и Силвана Бонева заедно. Рече дека владата треба да дефинира преку закон која е идеалната големина на едно семејство и децата од идеалното семејство треба да ги добијат сите бенефиции, посебните придобивки за граѓанинот од прв ред. И како секој ангажиран миротворец, веднаш смисли казни, па рече: родителите што не ја следат идеалната семејна законска дефиниција, ги губат сите придобивки и дефиниции за нивните деца, а треба да го изгубат и правото на глас. 2 дена поминаа, а владата уште не направила ново регулаторно тело. Може нема дупка за зграда во центарот на Скопје. Продолжуваме со колумната на Жарко Јордановски за порталот Плюс Инфо, исто така посветена на посетата на Собрата Рој на Скопје. Јордановски во насловот прашува зошто Собрата Рој е поголем ВМРО-вец од Груевски. Јордановски мисли дека пораките на Собрата Рој се комплементарни со досегашната политика на владата во однос на зголемување на наталитетот и во однос на некои конзервативни политики. Но Јордановски мисли дека Собрата Рој, посетата на Собрата Рој е замена за недостатокот на странски инвестиции во Македонија и вели дека целото шоу направено околу Собрата Рој треба да го пополни тој простор. Во поентата на Јордановски се вели: нашата влада е уверена дека во Собрата Рој и неговите банкарски сметки, блокирани или не, се наоѓа иднината на Македонија. Собрата е добра замена за нашите неизвестни евроатлантски перспективи. Блокирани се знае веќе од кого. Тоа е субституција на отсуството на нормални инвеститори кои ја заобиколуваат Македонија и покрај огромните милиони фрлени на роудшоуа на ЕПП во светските медиуми и нашите економски промотори, семинари и симпозиуми на кои странски бизнесмени јадат, пијат и се шетаат на сметка на македонскиот буџет. И покрај сиот тој напор и трошок, реалните инвестиции во Македонија се сепак најниски на Балканот. Сега продолжуваме со друг сет на колумни, исто така посветени на посетата на Собрата Рој на Скопје, но во овие колумни авторите имаат различно мислење за ефектите од оваа посета. Еден од колумнистите и поранешниот премиер Владо Бучковски, сега член на Алијансата за позитивна Македонија. Бучковски не сака да ја коментира
посетата директно на собрата Рој, но го коментира доаѓањето на поранишниот британски премиер Тони Блер. Бучковски вели дека оваа посета е најдобар настан што се случил во Македонија во 2013 година. Еве колумната на Бучковски. Колумната така и насловена вели вака: последниот голем европски лидер. Доаѓањето на Блер во Скопје е настан на годината. Во својата поента Бучковски вели: се изначита вразни коментари за висината на хонорарите кои ги добива Тони Блер по завршувањето на својот премиерски мандат. Коментари што требаше да не уверат дека Блер наплаќа астрономски хонорари и дека е неверојатно да дојде гратис во Скопје само поради пријателството со контроверзниот собрата Рој. Мене искрено тоа не ме интересира. За мене е неспорно дека неговата посета на Скопје е најнастан на годинава. Продолжуваме со колумна на пратеникот на владеачката ВМРО-ДПМН Владко Ѓорчев, кој посетата на Тони Блер на Скопје ја поврзува со поранешниот лидер на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски. Во својата поента Ѓорчев вели зошто во поентата, но и во насловот на колумната Ѓорчев објаснува зошто Бранко не е Тони Блер. Па така тој вели дека многу поранешни светски лидери, председатели ги наведува Бил Клинтон, Џорџ Буш, меѓу другото, поранешниот председател на Франција Валери Жискар д'Естен, дека после својот мандат имале многу општествено корисни активности. Држале говори, лобирале за добри цели, но вели тоа не го правел Бранко Црвенковски. Еве колумната на Ѓорчев, еве и поентата на Ѓорчев, каде што вели дека Црвенковски се што правел се мешал во внатрешната политика на неговата партија, се мешал за тоа кој ќе биде поставен на која позиција и во поентата се вели: исто така Бранко Црвенковски не се појавува на настаните на социјалдемократите. Неговата појава му носи негативни поени на СДСМ, представува товар и буди негативни асоциации во јавноста. Од ТАТ и приватизацијата до затворањето на фабриките и територијалната поделба на општините. Тоа е неговото политичко наследство, по тоа ќе остане запаметен. Никој не очекува Бранко Црвенковски да има публицитет или активности како Тони Блер, затоа што се знае меѓународната тежина на двете држави. Но Тони Блер со своето држање е глобална фигура, а Бранко Црвенковски е локален интригант. Продолжуваме со уште еден сет на колумни посветени на доаѓањето на собрата Рој и на посетата на Тони Блер, напишани од интелектуалци и новинари. Тука е професорката Билјана Ванковска, редовен коментатор на општествените случувања и главниот и одговорен уредник на вестникот Дневник Дарко Јаневски. Ванковска и претходно на социјалните мрежи ја искритикува посетата на Тони Блер со аргументи дека Тони Блер е човек кој во меѓународната јавност е запаметен како иницијатор на нападот врз Ирак и како човек кој се залагаше дека тој напад треба да се изврши бидејќи во Ирак има оружје за масовно уништување. Но сите знаеме што се случи потоа, во Ирак не се најде никакво оружје, а Тони Блер ја напушти премиерската функција во Британија. Меѓу другото и нападот врз Ирак остана како црна дамка на неговата кариера. Ванковска сега дебатира како може таков човек да дојде на фестивалот на мирот и да праќа пораки за мир. Ванковска има и радикална теза дека се работи за воен злосторник, но тоа е нејзино мислење. Еве и колумната на Ванковска, вели 7 најголеми грева. Во поентата се вели: човекот кој е новороден евангелист, хуманист и сликар, кој наплатува по $10,000 за секоја минута говорење фрази за мир, љубов, толеранција и хуманизам,
дојде да ни каже дека сме повторно оаза на мирот. Чиста бласфемија кога такви куртоазни пораки доаѓаат од уста на воен злосторник. Се беше некако надреално, па така се уште официјално новоотворениот велелепен театар беше вистинското место за оваа фарса. По соодветна драмска поставка, тешко да можеше да се најде. Продолжуваме со колумната на Дарко Јаневски, главниот одговорен уредник на Дневник. Јаневски на еден ироничен и сатиричен начин сака да каже дека посетата на собрата Рој и посетата на Тони Блер е добра работа која се случила на Македонија. Вели дека како аргументи ги употребува изјавите на Тони Блер и на собрата Рој дека им се допеѓал новиот театар. Па вели ако е чудно за собрата Рој, како може да е чудно за еден британец да е воодушевен од убавината на новиот театар. Еве го сатиричниот начин на изразување на Јаневски. Ајде што е човекот измамник, ама од каде сега ни го довлечка Тони Блер, кој е поранешен премиер на Велика Британија и кој во наше време, кога Господ уште по македонската земја одеше, ни даде кандидатски статус за ЕУ. Ни го прости човекот тоа што на времето бевме комунисти и што пеевме тамо некои песни за енглеска. И кој докажа дека не е како овој Камерон, па да се повлекува кога американците сакаат некого да му бомбардираат. За пари ли дојде тука или за џабе, сеедно. Иако не копка да дознаеме. Дошол тука за да ќари нешто или му е должник на индиецот, па ете и во античко Скопје се истовари наместо со гнасење кон режимот и неговото непријателство кон Грција да го бойкотира. Згора на тоа, ако добро разбрале доушниците, и на двајцата им се допаѓал театарот. Продолжуваме со колумната на професорот Ѓорги Спасов, поранешен член на СДСМ, кој колумната ја има насловено Алибаба во земјата без корупција, алудирајќи на изјавата на индискиот бизнисмен собрата Рој дека дошол да инвестира во Македонија, бидејќи во цел свет барал земја во која нема корупција и за тоа ја избрал Македонија. Во поентата на Спасов се вели: кога човекот го гледам во придружба на нашите министри во оваа земја без корупција, ми вели еден мој пријател, тој ми личи на Алибаба, со оние другите што се споменуваат во приказната. Имам чувство дека владата сега наместо актери и инвеститори од Холивуд, со кои Груевски се сликаше во каубојски шешери, почна да ни носи актери и инвеститори од Боливуд, кои ветуваат дека за секој вол во Македонија ќе донесат по една крава. Но барем е весело, мир, денс и транс. Сега продолжуваме, ја завршивме со колумните на тема за посетата на собрата Рој и продолжуваме со сет колумни и анализи за неодамнешната лотарија за излекување на социјалци кои требаше да бидат вработени во македонски шуми. Лотарија, како што ја нарекоа медиумите, од владата демантирана, велат не се работи за лотарија, се работело за примање на кандидати кои ги исполнуваат сите критериуми за примање. Еве, почнуваме со колумната на професорот Благоја Јанев, кој е експерт за економија. Тој вели ТВ дефиле на социјалата. Под насловот доловува и во што е поентата на неговата колумна. Вели дека фактот дека на владиниот оглас за ТВ избор на 1600 лица за идни вработени во ЈП Македонски шуми се јавиле околу 24.000 кандидати, сам по себе ги илустрира тежината и трагиката на социјалната драма во македонското општество. Поентата на професорот Јанев е следна. Вработувањето 1600 лица од социјалната категорија е популарна, но и популистичка мерка која нема да го реши проблемот со невработеноста во државата, а уште помалку со сиромаштијата во Македонија.
ниту на кој било начин ќе влијае на економскиот пораст, сметаат социолозите. Мерката ја губи својата смисла, велат, бидејќи тие луѓе пак ќе се вработат во администрацијата, која е преобемна и прескапа за буџетот на државата. Или кажано уште попросто, едноставно, и овие луѓе ќе се обесат на државниот джеп, односно на буџетските јасли. Продолжуваме со редовната колумна на Ерол Ризав, кој вели вработување преку телевизија. Еве ја поентата на Ризав. Всушност, немали шуми, ги испосекоа и испокрадоа речиси непречено тајфите и бандите на демокраците, а ги докусурија летните пожари. Сега, кога илјадници и млади луѓе ќе влезат во македонски шуми, ќе нема веќе ни бесправна сеча, ни нестручно пошумување. Освен ако двете работи не се дел од популистичката политика, како што е вработувањето на шумарите. Добивме прекрасен колхоз и совхоз. Едни садат, други сечат, трети палат, четврти чуваат, сите плаќаат. Прав комунизам, милина една. Сега продолжуваме со друг сет на колумни, излегуваме малку од домашните рамки, одиме на регионално и светско поле, а ќе прочитаме и колумна на Џорџ Сорос, бизнисменот кој е многу често спомнуван во Македонија, но и во другите земји, поради неговата фондација Отворено општество која функционира и во Македонија. Колумната на Џорџ Сорос сега се пренесува во Македонија цела интегрално, а таа е посветена за иднината на Европа. Сорос тука објаснува како ќе се одвива европскиот економски процес во иднина во однос на иднината на еврото, што според него треба да се направи, кои се следните чекори. Колумната е напишана во еден прилично тежок економски речник, во кој не само чиста економија, туку може да се прочита и една филозофија за едната економија, но еве ние одбравме еден дел кој би требало да биде поразбирлив и од кој може да се долови колумната, поентата на Сорос. Вели вака: сега еврокризата е зад нас. Тоа стана официјално јасно за време на изборите во Германија, на кои правилата за еврото не беа предмет на дискусија. Сепак системот што се појави по кризата е далеко од задоволителен. Конвенционалните економисти тоа ќе го наречат инфериорна рамнотежа, а ја сметам дека тоа е ситуација која ни одблиску не наликува на рамнотежа. Еврокризата веќе ја трансформираше Европската Унија во нешто радикално поразлично од првичната идеја. ЕУ требаше да биде доброволна асоциација на суверени и рамноправни држави кои пренесуваат дел од својот суверенитет за заедничко добро. Но таа се претвори во однос меѓу кредитори и должници, што по својата природа е нужно и нерамноправно. Кога една држава должник ќе се соочи со тешкоти, државите кредитори се тие што имаат контрола. Продолжуваме со колумна на Зоран Кирјаковиќ, напишана за белградска политика, насловена со сиромашна известност. Колумната е прилично интересно четиво, ретко гледано, напишано во медиумите, а веројатно тоа е затоа што можеме да видиме дека Кирјаковиќ предава на Факултетот за медии и комуникации и затоа колумната третира многу интересен аспект. Вели зошто во западноевропските земји и во земјите, во економиите кои се во развој,
се цени неизвестноста и таа се приграбува како можност, како шанса, додека во земјите од Балканот, но и во медитеранските земји, мислејќи на Грција, Португалија, Шпанија, луѓето сакаат известност, сакаат да знаат што ги очекува утре. Еве ја поентата на Киријаковиќ. Повеќето најсилни и најбрзо растечки економии се одликуваат, ако не по љубов, тогаш кон благонаклоно гледање на неизвестноста. Например, жителите на Шведска, Кина, Данска, САД и Сингапур неизвестноста ја гледаат како добра шанса, нешто што не треба да се избегнува, туку да се искористи. Но на Балканот стравот од неизвестноста се препознава во начинот на кој мислиме на иднината. Златото и рочените штедни влогови се многу попопуларни од ризичните вложувања во акции, а државната работа и раната пензија се омилени животни дестинации. Известноста создава шармантна опуштеност на рабовите на Медитеранот, денес таа е најскапа од сите наши љубови. Разделбата меѓутоа ќе биде долга, болна и сиромашна. Продолжуваме со, според многу најдобриот светски колумнист, Томас Фридман од Нью Йорк Таймс, кој го третира за Америка интересното иранско прашање. Тој ја коментира новиот начин на водење на политика, новиот осврт на новиот ирански претседател Рохани, кој имаше неодамна и телефонски разговор со претседателот Обама. Во насловот на својата колумна Рохани прашува дали се работи за волк, за овца или што, мислејќи на изреката волк во овчешка кожа. Еве и поентата, значи таа е на англиски, но јас ќе ви го прочитам преводот. Иран не е Северна Кореја, тоа е голема цивилизација. Затоа не може бескрајно својот народ да го држат во изолација. Теоретски иранските лидери не мораат да го држат светот надвор, а народот долу, за Иран да биде моќен. Но дали иранските лидери ја прифаќаат таа теорија? Некои да. Одлуката повторно да почнат со преговори е јасен сигнал дека статус кво состојбата, следена со уништувачки санкции, не е добра за Иран. Но прашање е колку од нивното нуклеарно осигурување се подготвени да дадат, дали се подготвени да бидат повеќе како Кина, полупријател, полунепријател, половина трговски партнер, половина геополитички ривал на Америка. Тука завршуваме со сетот на регионални и светски колумни и продолжуваме со домашните актуелности. Сега не сме врзани за една одредена тема, значи избравме неколку колумни кои ни се видоа интересни, напишани од автори кои често пишуваат, па така одиме со професорот Веле Митановски, кој ја анализира новата политичка понуда и ефектот на појава на помали политички партии кои пропагираат трета страна на политичката понуда, значи избегнување на двете најголеми партии и формирање на трет пат. Во колумната Митановски вели: Стефче и Владо до стрелите на новата понуда, мислејќи на Стефче Јакимовски и Владо Бучковски од Гром и Алијансата за позитивна Македонија. Еве ја поентата на Митановски. Се разбира дека се што е ново треба да се поддржи и априори да не се отфрла, особено од аспект на демократизацијата на земјата и збогатувањето на политичката понуда. Но сепак, искуството не учи дека дострелите нема да им бидат подалеку од евентуален влез во парламентот и во секој случај не повеќе од една пратеничка група, ама заедничка од двете партии. Толку е она што може да го дозволи Груевски. А ако некој мисли дека е малку, тогаш нека се поучи кај Лиљана Поповска. Нејзиниот политички радиус и поле на действување Груевски ги сведе на понекој демагошки крик за генетски модификувана храна, а толку помага и лицемерството, кога и за лисјата во Скопје морате да ги прашате Илија Димовски и Владко Ѓорчев.
Тоа е поентата на Митановски. Одиме со Бранко Геровски, главниот одговорен на Плюс.Инфо порталот. Геровски се осврнува на говорот на премиерот Груевски пред бизнисмените во кој побара да бидат општествено одговорни и да повеќе да инвестираат во општеството. Во поентата Геровски вели: дека тој го прифатил повикот на премиерот, па вели: затоа решив да бидам општествено одговорен и да вложувам во развојот на слободата на печатот. Ке праша некој, а што вложувам? Пари, не пари. Секој вложува она што го има. Јас го вложувам она највредното, се вложувам себе си. Безостатно. Па еден ден кога Грујо ќе дели значки на општествена одговорност, ете ме мене во првите редови, се пропуштали таа радост. Продолжуваме со колумната на главниот одговорен на Весникот Вечер, Драган Павловиќ Латас, во која тој објаснува што е морално во политиката, што треба лидерите да направат за да биде морално. Меѓу другото, Латас ја обработува годишнината од револуцијата во Србија кога беше свргнат режимот на Слободан Милошевиќ и вели дека тогашната опозиција тоа го направила со помош на Западот. Вели дека Милошевиќ бил урнат прилично нелегитимно и дека демократите, предводени од Зоран Гингик, но и останатите лидери, како Чедомир Јовановиќ, подоцна ја се покажале во вистинско светло. Според Латас, тие ја осиромашиле и ја ограбиле Србија. Меѓутоа, на крајот на колумната, Драган Павловиќ го поврзува целиот тој процес и со настаните во Македонија. Па вели вака: Србите го продадоа Милошевиќ и Косово. Бранко го продаде знамето, името на државата, а Ујдисан со Љупчо во 2001 го продаде и уставот. За возврат му дозволија да ја ограби државата, да апси и затвара медиуми, да гради своја олигархија, да контролира опозиција со полиција и црни пари. Се му беше дозволено и потоа беше заштитен од последиците. Љупчо Георгиевски и Петар Гошев беа недвосмислени соучесници. Тоа е македонскиот инсерт од долгата приказна за политичкиот неморал. Се додека барем еден лик од кампусот на Црвенковски, особено од тие години, е во македонската политика, нема европска политика во Македонија. И завршуваме со колумна на редовниот колумнист Дауд Даути, во која тој ги коментира ставовите на поранешниот амбасадор Ристо Никовски, во кој Никовски вели дека западните земји, пред се Америка, имаат направено завера да го сменат името на Македонија и дека тие сакаат да ја уништат и да ја поделат Македонија. Дауд Даути вели: сега иронијата на страна. Зошто на американците им требало толку време, а се уште им треба за една мала Македонија? Нели 78 дена им требаа да ја починат воената машинерија на слобо во Србија? Слично и за Ирак, Либија, Афганистан, кои се вистински велесили во споредба со Македонија, која нема ниту црно, ниту жолто злато. Или може би се работи за тактика, да остават Македонија време да размисли самата како сака да се распадне. Сепак е чудно што ако ова им била намерата од поодамна, зошто не ја распарчија Македонија додека траеа кризите, кога бил моментот? Нели прв погоден историски момент беше распаѓањето на СФРЈ, па потоа 1999 година кога ја бомбардираа Србија. Може и во пакет да ги подбуснат и албанците во Македонија, нели во матно најлесно се лови. Ова беше последната колумна за ова издание на Трета порта.
Вие останете со програмата на 24 вести и не заборавајте дека Трета порта сурфа за вас секоја среда во 19:15.